Нагостини доаѓа Горас Срблја, кој што е актуелен државен првак на Македонија во тенис веќе 5 години поред и еден од 7 македонски тенисери во историјата со професионална титула од интернационален календар. Велам добар ден веќе за Горас, кој што верувам дека исто така станува рано наутро и веќе е добар ден. Така, добар ден до вас. Благодарам на поканата. Ми е чест што сум дел од ова утринска емисија. Веќе да наречам утринска емисија. Да. Утринска емисија која што трае повеќе часови, веќе навлеговме во предплането на денот и како наша последна тема ќе се осврнеме на спортот, односно на тенисот и ќе ги потенцираме и презентираме на нашите гледачи, оние кои што го пратат тенисот веќе добро знаат, но би било добро и во нашата емисија да позборуваме за сите овие титули, за континуитетот на број 1 во тенисот во Македонија и одржување на тој континуитет, што тоа значи, односно кој е рецептот за да може 5 години да се одржи тоа ниво? Ете така, прво сакам да напоменам дека секоја работа која ќе направиш за прв пат, односно првото државно првенство, ми беше некако најлесно да го освојам, бидејќи е предизвик. Никогаш го немаш тоа постигнато и гледаш многу позитивно на тоа. Со секоја година како треба да браниш таа титула, си ствараш се поголем притисок. Тоа може би да се примети и на теренот, но тука е умешноста на големите спортисти да се изборат со тој притисок на терен, бидејќи сите тенисери сакаат да ти го симнат тронот, да кажам, на приматот на државен првак на Македонија. Така да можам да кажам дека не е лесно да се задржи тоа веќе 5 години поред, бидејќи секојдневно се работи, се вложува во себе, во креирање на еден спортист, не само Македонија, туку и кој постигна резултати на интернационално ниво. Во однос на годините во кои што си на број 1 местото, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021, во поединечна и во конкуренција на двојки. И ова не се било какви години, овие се години во кои што имавме голем број предизвици, општо, но и во спортот, но и со сето оно кој што се соочувавме изминатите 2 години, психофизички влија и на спортистите. Но сепак успеа и во тој период да го задржиш местото. Како за тебе влијаеше тоа? Дали тоа беше дополнителна мотивација дека може и така, како што може да видиме, или пак имаше некои потешкоти во тие периоди? Па може би да кажам дека годината 2020 беше година со најголем предизвик, бидејќи беше закажано државното првенство, сепак ќе се одигра под сите ковид протоколи, а ние немавме таа година одиграно ниту 2-3 интернационални турнири, така да кажам со многу мал број на официјални мечеви и послаби подготовки требаше да се представиме во најдобро светло на државното првенство. Така да таа година беше најтешка и чим успеав таа година знам дека се понатаму ќе биде полесно. Така, штом се успева по тешки услови, кога условите се подобри, тогаш е и уште полесно. Мотивацијски за еден спортист или тенисер кој што и такако заслужува внимание, односно кога ќе се погледне наназад да се одржува број 1 местото и навистина не е едноставно. Најдобро рангиран македонски тенисер во последните 4 години на АТП светската ранг листа, што е уште еден голем успех за поздравување и стимул за веројатно понатамошната работа. Што значи пак да се биде рангиран и на АТП светската ранг листа? Тенисот знаеме дека во Македонија не е на тоа ниво на популарност како што сакаме да биде и немаме многу интернационални турнири од календарот на Интернационалната федерација во Македонија, за да можеме да се стационираме во Македонија, тука да тренираме, да се припремаме и да играме, да освојаме поени за ATP светската ранг листа, така да македонските тенисери се приморани да патуваат 30 до 35 недели годишно надвор од Македонија, да формираат свој календар на турнири и да се обидат да го подобрат својот ATP или WTA ранкинг кај девојките. Така да е многу напорна сезона, финансиски тешко се да кажам се прави некој финансиски буџет или план, но како да кажам, пасија е тенисот и секоја сезона ве тера да постигнете уште подобри резултати
и уште повеќе да се искачите на АТП листата. Позади мене стои тим. Сакам исто да ги поздравам мојот тренер, фитнес тренер, кои што се тука секој ден да бидат дел од оваа приказна и се надевам на уште подобар ранкинг во наредната година. Времето и трудот поминат во тренинзи е инвестиција, финансискиот буџет кој што се трнува настрана, како велиме, и се распределува токму за тие тренинзи и надвор од нашата земја. Исто така и инвестиција за да може да се постигне овој успех и тоа е докажано дека е така. Кога зборуваме за тренинзи и за поминато време токму на тениските терени, од друга страна пак и условите кои што ние ги имаме кај нас, да, треба да се излезе, како што ти спомена, надвор нашата земја, за да може да се добие еден соодветен тренинг или барем приближно до она кое што го има таму каде што се настапува интернационално, но како е кога се тренира кај нас? Докаде сме ние со тие услови за оние тенисери кои што, па и младите тенисери кои што исто сакаат да бидат можеби на ова место и имаат таква желба за војнина? Така, пред се Македонија има плодна почва, да кажам, за млади тенисери, но тие некаде околу тинеџерските години или кога веќе ќе се пишат во средна школа, па натаму веќе втората фаза е факултетот, тука полека се губат. Најголем проблем се зимските услови, бидејќи сите го сметаат тенисот на рекреативно ниво како сезонски спорт и летно време, убаво време и може да играме тенис, но ретко кој знае дека тенисерот се прави зимно време, односно тие месеци декември, јануар, да кажам, се клучни за добра подготовка и добра база за да може да стартува еден тенисер од јануар, февруар веќе со турнири, бидејќи тениската сезона е многу долга. Тоа може да го приметиме и по ATP календарот, како што почна Австралија Опен во крај на јануар, па трае завршениот ATP Мастер за најдобрите 8 во крајот на ноември, така да немаат пауза, него недела за недела имаат турнири низ цел свет. Морам да апелирам на подобрување на зимските услови за припреми на тенисерите, бидејќи тука се губи трката со другите тенисери од останатите земји, затоа што кога ќе почнат турнирите, вие веќе немате толку простор за усовршување на техниката, на кондицијата, на постојување на играта, бидејќи веќе се сконцентрирате само на резултатот. И тука доаѓа до конфузија во играта, во ударите, во кондицијата, така да долга е сезоната и базичните зимски припреми се нешто на кое што треба да се посвети внимание во Македонија. Да, срамота е да кажеме дека имаме 6 или 7 покриени терени само во цело Скопје. Да. Така да треба да се сконцентрираме на тоа за да се подобри целата слика со македонскиот тенис. Да. Веројатно овој апел го имате испратено и онаму каде што треба или оние кои што би биле задолжени за тоа да се спроведе, да се реализира. Меѓутоа кај нас не само за тенисот, туку и за некои од останатите спортови треба уште многу да се работи во однос на оние соодветни или стандардни услови кои што би требало да ги има. Мора да потенцирам дека и цела своја кариера можеби ја сносам на свој грб и мојата фамилија, така да немам до сега никаква помош обезбедено, дали е финансиска, дали е било каква од агенција, дали од федерација, така да не знам дали да бидам горд на тоа што буквално се сам сум направил и сум заслужен за сите резултати или е жално што едноставно мала е помошта од државата и од спортските институции и клубови во Македонија. Или да се поставува прашањето каде би бил дополнително доколку имаше и од друга страна таква поддршка и помош да речеме соодветни услови, но секогаш велиме како велиме надежта, последно умир, односно надежта секогаш постои и веруваме. Затоа секоја наредна сезона се трудам да бидам уште подобар, па можеби ќе се постигне тоа ниво. Така е. Веруваме секогаш во подобра иднина и во она што го работиме се разбира и во подобри услови и поголема перспектива. Јас само кон крајот би го заокружила овој дел зборувајќи за конкуренцијата, бидејќи конкуренцијата во секоја професија или пак во секој спорт е здрава конкуренција и добро е да се има како таква. Каква е кај тебе конкуренцијата и во однос на зборувам македонски тенисери со кои што нели тука се настапува и тука ќе го споменеме и делот, односно информацијата дека си предводник, прв рекет на Дейвис Куп репрезентацијата на Македонија во последните 3 години и член на истата од 2014 кога што имаше дебен настап. Ето така.
прво сакам да ги поздравам сите колеги, конкуренти од македонските тенисери, од македонската листа, да кажам. Да се биде тенисери, да се биде најдобар тенисер во Македонија, не е некоја, да кажам, професија или можеш да се осврнеш само на македонската лига, на македонските турнири, бидејќи сите се такмичиме за таа АТП светска ранг листа, што е интернационална листа. Така да сметам дека огромна конкуренција во Македонија и не постои многу, затоа што да, убаво е да се биде прв играч на Македонија, на една земја, но конкурентите и искачувањето на АТП ранг листата сепак го премене на интернационално ниво и тоа е тоа што го води играчот напред, да се искачува што повисоко на АТП листата. Во врска со Дейвис Куп репрезентацијата, тоа е едно посебно чувство да се надпреваруваш за својата репрезентација, особено затоа што е еднаш до два пати годишно тој собир. Тотално различен формат на играње, различен формат на навивање, притисок, бидејќи веќе не се такмичиш како индивидуалец, него ја представуваш својата земја. Можам да кажам дека е многу потешко да се игра за репрезентација отколку како сам индивидуалец, бидејќи го гледаш цел тим покрај тебе како работи и сака да кажам да успее. И тоа некогаш ствара дополнителен притисок, но сепак оваа година успеавме да избориме пласман во следната лига, во следната зона. Па овој период очекуваме да видиме кога и каде би се одиграл повторно тој собир наредната година. Во 2021 точно се играше во Скопје, тенискиот клуб Југ во парк, така да беа едни убави спомени. Верувам дека така ќе биде и за следното, кога ќе се дознаат тие информации, верувам ќе имаме можност и следна прилика да се видиме, па да позборуваме и за тоа и за останатите идни планови, како и за останатите успеси. Горас, јас ти благодарам за гостувањето, ти честитам за сите овие успеси и посакувам успешна тениска кариера и светска кариера. Благодарам на поканата.